Здраво! Добро идете на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам за перфекционизам. Како перфекционизмот всушност на ваков или онаков начин постојано се испреплетува во нашиот живот и е можеби главниот кривец зошто многу пати ние сме неуспешни, односно работите не ги завршуваме. Една од омилените мои мисли е подобро завршено отколку совршено. Или би рекла подобро на било каков начин да е завршено, затоа што многу пати личностите кои што се перфекционисти всушност воопшто не ги ни почнуваат работните задачи. Па така тие стануваат и мрзеливи или пак одат во една крајност на анксиозни. Перфекционистите имаат тенденција да се критикуваат себе си и тоа автоматски значи дека се двоумат во себе, дека немаат доволно доверба во себе и им се намалува самодовербата. Она што би сакала да споделам е каков импакт, односно какво влијание има критицизмот кој што си го даваме, критиките кои што си ги даваме на себе, врз успешноста во животот и како на некој начин целиот тој перфекционизам наноси кон страф од неуспех и ригидно размислување. Перфекционизмот може да биде нож со двеоштрици. Она што од една страна ни помага да си поставиме некои повисоки стандарди за нас, може да биде една никогаш незавршена војна, да постојано сме влезени во еден круг, да мислиме дека не сме доволно добри и како да станеме подобри и подобри и подобри. Тука се јавува себе критиката и онаа недоверба во себе, како и постојаниот страв дека нештото не е добро или дека нема да успееме. Зошто се појавува перфекционизмот кај една личност е нешто кое што е многу индивидуално. Како и со било која друга психолошка појава, може да постојат различни причинители, меѓутоа ова се некои од причините кои што се најчести. Првата и најчестата причина е некакво рано искуство од детството. Во оние семејства, каде што родителите постојано ги фалеле само стигнувањата и успехот на своите деца, а не и самата иницијатива да пробуваат, односно обидите да успеат, се покажало во многу растражувања дека тие деца всушност имаат многу поголема тенденција да станат перфекционисти. Може да некако во нашето општество мислам дека особено порано ова било многу често, да само успехот биде наградуван, само успехот биде фален, но не и иницијативата која што ја има детето. И ова е нешто кое што и сега во многу компании не се вреднува. Не се вреднува обидот, креативноста, изнаоѓањето начини како нешто да се успее, туку само успехот кој што на крајот е на некој начин мерлив или видлив. Другата причина која што исто така сметам дека е многу застапена, особено јас ја гледам на терапија, е анксиозноста. Меѓутоа, освен анксиозноста, тука би го додала и тој страф од неуспех, кој што може да се стави во истиот кош, затоа што е на некој начин и симптом на самата анксиозност. Перфекционистите многу често имаат длабок, вкоренет страф од неуспех и тие почнуваат да влегуваат во перфекционистичко однесување како би се обиделе да држат контрола, да не направат некаква грешка или пак да бидат искритикувани затоа што тешко се носат со критика. Значи, анксиозните личности имаат тенденција да ја контролираат околината, да се контролираат себе си, секако дека тоа не е баш реално така, затоа што се создаваат многу голем притисок и многу други симптоми, но целиот тој во позадина стои целиот тој страв да едноставно не бидат искритикувани, да не бидат нападнати, така натака, зависно зашто дали станува збор за некоја травматско искуство или не. Друга многу популарна, би кажала, причина, сметам дека скоро сите се соочуваме со ова, е социјалниот притисок. Во нашето општество се вреднуваат одредени успеси, одредени достигнувања и луѓето на некој начин чувствуваат притисок да бидат перфектни, како би можеле да ги достигнат тие социјални
очекувања и другите да ги прифатат, односно да едноставно чувствуваат една припадност, која што е многу важна, затоа што кај човекот е многу важно тоа чувство на припадност во заедницата. И токму затоа многу личности се трудат да бидат што е можно поперфектни, што е можно повеќе да се вклопат, како не би биле извадени од заедницата, за да не се чувствуваат стрес и така натаму. Истото го прават и дечињата. И затоа кај на школството, училишниот систем, мислам дека се уште треба многу да се менува, затоа што се уште немаат доволно учениците креативност да бидат своји, да се изразуваат на свој начин, да излегуваат од линијата, туку се уште се наметнува оној стандард дека треба да биде така како што тие зацртале. Јас многу често велам дека можеби после родителите, можеби понекогаш се и поважни учителите затоа што поминуваат дефинитивно многу повеќе време со децата отколку родителот. Понекогаш премногу се става акцент на родителот, што секако е вистина, но во однос на креативноста зборувам конкретно, затоа што во училиште децата се по 6-7 часа зависно од возраста, и реалноста е дека токму професорите и наставниците, учителите се оние личности кои што можат да им дозволат на креативен начин да творат, да го истражуваат светот, да дознаваат за светот. Не можам да заборавам кога бев прва година средно, пишувавме, и тоа многу често го спомнам, пишувавме писмена работа по македонски јазик. Јас многу убаво пишував како дете. Мислам дека многу читав книги, имав дневник со мисли, со убави мисли. И тоа е нешто што продолжило во текот на мојот живот, никогаш не згаснало, дури и на Инстаграм постојано ги споделувам тие мисли. И во самата писмена работа имав споделено 2 мисли, од кои што едната беше јапонска поговорка, другата не знам. Веројатно некој познат автор, можеби било од Пауло Коелјо, тој ми беше омилен. Ете во основно, па ова било прва средно. И не можам да заборавам дека професорката по македонски јазик ја имаше подцртано, ќе кажам точно, ја памтам поговорката: иднината не постои, неја треба ние да ја создадеме. Значи, не можам да го најдам тој текст, ако го најдам некаде и некогаш ќе го сликам. Многу ми е интересно и баш би сакала да ја прашам сега од возрастна гледна точка таа професорка што мислела. Таа ми ја подцрта и ми рече ова 5 минус или 4 плюс, нешто така беше, не фаќате за збор. Прекрасен беше текстот, ден денес мислам дека ако го најдам ќе го напишам, се уште го памтам која беше поентата, дека младината како треба да се однесува, дека иднината не е нешто кое што реално постои туку во овој момент, тука и сега ја градиме. Значи јас од тогаш сум имала некој таков, да кажам, порив за поинаков личен раст и развој. И таа ме погледна и ми рече: ама Елена, ова е апстрактно нешто, не може иднината да не постои, иднината постои. Јас секако ја разбрав дека иднината е нешто друго, но ми беше интересно како јас не ја кажав дека станува збор за јапонска поговорка, и таа поговорка имавме во учебникот по 8 оделение, сега ми текнува од каде ја земав. Туку само останав, гледав и си реков: добро, значи од сега натаму јас кај оваа професорка ќе морам да пишувам нешто кое што е многу конкретно, нешто кое што нема апстрактни делови. Сега, како психолог, можеби би рекла дека професорката во тој момент имала проблем со панични напади, со некоја нејзина анксиозност, па тие некако неопипливи, нели поимови биле тешки, но памтам како ми е скратила креативноста затоа што сум морала да се вклопам, инаку немало да имам 5. Што не беше случај во 3-та година, кога имавме етика, веројатно во 4-та филозофија, да, етика мислам дека беше предметот, каде што професорката ме замоли затоа што не бев активна, за да не ми стави ниска оценка, рече: ајде напишете тие, не сте ми доволно активни, не сме кревале рака, и тоа е на некој начин некреативен дел, меѓутоа професорката била доволно креативна да рече: добро, не секој нели е толку екстровертен, не секој сака да крева рака, па напишете некој текст интересен. Темата беше: ако живееш, ризикуваш да умреш. Тој текст се уште го чувам. И јас напишав текст, многу сакав да пишувам, меѓутоа бидејќи самата тема што ни ја даде беше малку апстрактна, беше доста филозофска и нешто што ми лежи за душа, таа професорка напротив ме поттикна дури по неколку пати да го прочитам текстот, мислам дека 2 пати го прочитав на часот, затоа што беше воодушевена. И многу сум среќна што таа сум ја сретнала професорка, бидејќи на тој начин таа ми поттикнала да не сум веќе перфекционист според општеството, туку да можам да се
опуштам и да пишувам онака како што јас сакам за да можам да творам. И зошто ви ја споделувам оваа приказна? Затоа што верувам дека во вашиот живот, во овој момент, може да ви текнат најмалку 10 вакви, еве не мора 10 да се, затоа што многу често ги потиснуваме, но најмалку 2 слични вакви моменти, искуства во животот, каде што некој, не мора да значи професор, меѓутоа некој близок ви ја потиснал креативноста и ви наметнал одреден стандард, дека треба вака и вака да се направи нештото како би било добро. И сигурна сум дека имало некоја друга личност, или ако немала друга личност, може би сте ја виделе на филм, може би сте слушнале за таа личност, како јас сега што ви споделувам оваа моја професорка по етика, која што ви отворила простор да бидете креативни и да не сте постојано под некој стрес од општеството и од тоа што некаде сте го научиле, туку да си дозволите да ја отворите вашата креативност и слобода. Знам дека правевме тест за креативност во прва година на факултет и јас не знаевме како изгледа тестот, меѓутоа тие што излегоа од линијата имаа многу повисока креативност. Не секој ќе се потруди да излезе од линијата, имаше нели многу креативни кои што беа внатре во линијата, но поентата за да се опуштиме од тој перфекционизам е понекогаш да се поттикнеме, да се поттурнеме, да сме надвор од некаква си стандарди кои што некој ги наметнува. Зошто? Затоа што социјалните стандарди не ни постојат. Значи, ние мислиме дека се тие стандарди. Првата професорка што ја споменав, имала некакви стандарди според незините професори, незината учителка, незиниот професор, домашна ситуација во која што било интелектуалниот капацитет во моментот кој што го имала емоционалниот капацитет, затоа што не знам што се случувало во моментот во незиниот живот, била тогаш млада, не знам, мислам дека имаше мало бебе, може била и ненаспана и уморна и анксиозна и не го разбрала, не го прочитала со внимание текстот, нели? Има многу причини. Тоа не било стандард, тоа било во тој момент некаков си стандард кој што јас сум мислела дека е. И така правиме во животот многу често. Мислиме дека постојат одредени стандарди и покрај тоа што тие се менуваат. И јас секогаш викам, немојте да ги слушате постојано експертите, немојте ни мене да ме слушате слепо. Секогаш проверувајте со себе и проверувајте што е она што вам ви одговара. Особено ова важи и во мајчинството. Не може експерт да ја каже на мајката на колку минути да го дои бебето, а бебето сака да цица порано. Јас сметам дури дека добриот експерт ќе рече па давај му тогаш кога сака. Односно, нели, тогаш кога ќе видиш дека има потреба и така натаму. И ќе се согласат, верувам дека советници за доење многу често знае доктор некој или некој квази експерт би рекла да рече вака и вака на толку и толку часа, значи ние не можеме да бидеме како војници во толку и толку ова, во толку и толку ова, во толку и толку ова. Самиот тој начин на толку ригидно размислување, на таков перфекционизам нас не вади од природата. Значи во ред е да имаш рутина, во ред е да има правила, правилата носат слобода, меѓутоа дел од таа слобода значи да си има опуштеност и некоја рамка која што ти дава простор да се опуштиш и да не си толку многу анксиозен. Друго нешто кое што може да биде причина за перфекционизам е всушност и генетиката, меѓутоа јас би рекла дека ова не е генетика, дека само не сум генетичар, може некој генетичар тука да ми помогне дали е пронеден некој ваков ген, затоа што доста се зборува за тоа, но мене мислам дека ова се пренесува со однесувањето, односно со воспитувањето. Значи, ако кирката ја гледа мајката која што е перфекционист, мајката ја гледала бабата која што е перфекционист, значи трансгенерацијски перфекционизмот да се пренесува или пак може да станува збор за траума, на некое значи старо однесување трауматско, кое што исто така може трансгенерацијски да се пренесува и анксиозност. Кога перфекционизмот станува како заштитен одбрамен механизам, тогаш знаеме дека во позадина стои некоја траума и дека најчесто ова е поврзано и со анксиозноста што ја зборував, личноста стравува да не биде одбиена или пак критикувана. Меѓутоа повторно ќе кажам дека е важно да знаете дека секој си има индивидуално уникатно искуство зошто станал перфекционист и секој знае на скалата на перфекционизмот до каде е. Но доколку
премногу во одредени периоди ви тежи перфекционизмот, тогаш убаво е да разгледате од каде доаѓа ова. Дали од некое претходно искуство и некој вас ставил во шаблон, односно сте биле казнети, сте биле оценети со помала оценка, сте биле искритикувани, сте биле одбиени и така натака. Дали станува збор за некое поголемо травматско искуство, па ете има и некои пострашни настани што може би се случиле, може да сте биле истепани, секакви семејства постојат и тоа е во ред, но убаво е да знаете. Јас сум видела, леле ве молам, ако сте мајка и го правите ова веднаш да престанете, имам многу често го имам видено, најмалку 10 пати, каде што детето пишува и не пишува убаво, значи не е ни возможно на 7, 8, 9 години. Јас не пишувам убаво, нема доктор што пишува убаво. Значи толку е небитен ракописот во животот. Детето пишува и не напишал убаво, мајката го зема листот, го кине од ратката и го фрла. Не е ни таа мајка виновна, затоа што таа мајка сигурно исто тој го правеле и сигурно и таа е самата перфекционист и анксиозна, но ако го правите, ова ве молам престанете, затоа што тоа е веќе травматско искуство за едно дете, каде што буквално, значи, секој му биде фрлено во канта и испокинато само за да нештото биде совршено. Тука се гасне имагинацијата, креативноста, опуштеноста, љубовта кон пишувањето и понатаму кон нината. И секако дека постојат порезилиентни дечиња кои што ова нема толку многу да им смета. Еве, јас сум била, сметам дека многу резилиентна, мене не ми сметаше професорката по македонски тоа што го направи. Ја разбрав како сака да и се пишува, сите ми беа петки, многу ме сакаше, јас многу ја сакав професор, јас се уште имам многу високо мислење за неа, меѓутоа, она што другиот момент е дека на друго место не сум пишувала така, значи кога дошла таа поетика, јас повторно сум си пишувала на мојот начин. Јас имам поинаков стил на пишување и сакам и си го сакам, но тоа не значи дека другите ќе бидат толку резилиентни. Јас сепак сум била трето дете, сум имала некое поинакво искуство, ќе се согласат, мислам дека вторите, третите деца дека имаат малку повеќе искуство. Првите деца имаат најголем стрес, тие грешат и не знаат што да прават. Првите деца најтешко си поминуваат најчесто во животот, па ако сте прво, јас верувам дека би било многу потешко. Многу често се сретнувам со перфекционизмот во работата и еве искрено ви споделев дека и јас самата сум се понекогаш среќавала со него, меѓутоа за среќа многу ретко и сметам дека токму тоа што многу работев јас самата на психотерапија против тој перфекционизам, односно самата некако сум го надминала со работа, нормално со менторство ми помогнал да јас можам сега да успевам. Зошто? Затоа што кај перфекционистите е да кажам, трагичното нешто што го имаате, затоа што тие својата себе вредност ја врзуваат со високото постигнување. И тие себе си се наградуваат во животот само доколку имаат високи постигнувања и не се сметаат доволно вредни доколку тоа не е така. Дури се имаат проблем перфекционистите да се прифатат себе си такви какви што се. Дури кога се гледаат во огледало, имајќи тенденција да бидат перфектни, да и нивното тело биде перфектно, тие имаат проблем да се прифатат и да се засакаат такви какви што се. И затоа сметам дека оваа тема многу важна, меѓутоа и многу опширна, затоа што ако почнав од некој академски перфекционизам, сега одиме на телесен перфекционизам, а истото го има во сите сфери во животот. Има многу луѓе што воопшто не почнуваат ништо да прават, затоа што се длабоко во себе свесни дека тоа е нешто кое што е недостижно. Перфекционизмот може на многу начини да се појави во нашиот живот, може да биде од самите нереалистични очекувања кои што си ги имаме за себе си, или пак постојаното чувство дека ние не правиме или не сме доволно добри. Можеме наеднаш да станеме премногу критични или пак да се фокусираме постојано на нашите грешки наместо на нашите достигнувања. И ова е оној момент кога наеднаш почнуваме и да прокрастинираме, и да имаме проблем да носиме одлуки, затоа што совршениот избор не знаеме кој е и се плашиме дека ќе направиме таа грешка. Нешто што забораваме е да си бидеме внимателни со себе си, односно да си бидеме доволно емпатични сами со себе и многу често се критикуваме повеќе отколку што реално општеството би не критикувало. Една од стратегиите која што може да помогне да се надмине перфекционизмот е да практикуваме
сочувство со себе си и да си покажеме малку љубовност и добрина себе си, како што тоа би го направиле за нашето дете, за некое друго мало дете или пак за наш пријател. Кога правиме грешки, доволно е да се подсетиме само дека сите прават грешки и дека ние не сме сами во ова. Исто така, друга стратегија која што многу помага е да се промени, односно да се предизвикаме да го промениме нашиот негативен внатрешен говор кој што си го имаме со себе си. Ова не е реален, ова не е нешто кое што преку ноќ може да се направи, меѓутоа доволно е да почнеме да забележуваме како разговараме со себе си, како едноставно не би го зголемиле и не би се фокусирале само на тие работи кои што нас не ни се перфектни. Друга стратегија која што може да помогне е да се практикува присутност. Значи, mindfulness делот, таа една внимателност и на присутност, да бидеме во овој момент тука и сега, да бидеме свесни за нашите мисли, за нашето, и за нашето минато, да бидеме свесни во сега. Значи, што е сега, а што не било сега. Затоа што на тој начин ние може да препознаеме кога перфекционизмот доаѓа како одбранен механизам, кога доаѓа како одговор на некоја стара траума, или пак реално на вистина нештото не е добро и може да го направиме подобро. Или пак да бидеме потполно свесни дали имаме време да го усовршиме и да биде подобро. Друго, јас би кажала дека е доста важно да си го признаеме тоа дека сме несовршени, да признаеме дека другите се несовршени и дури и да гледаме малку во себе и во другите, како би сватиле дека не постои нешто кое што е совршено, не постои нешто што е перфектно, не постои нешто кое што реално нема никаква грешка. Ние многу често знаеме да идеализираме, да гледаме на социјалните мрежи, да гледаме фотошопирани слики, да гледаме одредени агли, добро осветлување и така натаму, а да не сме свесни дека едноставно станува збор за еден миг и дека всушност она што ние може би го гледаме како совршено е само една здрава самодоверба кај другата личност да биде видена, да се пројави, без притоа да се труди да биде совршена. Не можам да заборавам, има една многу убава порака, вика, совршено е кога немаш веќе што да извадиш. Значи, всушност совршенството е во што помалку, во минимализмот, а не во тоа само да додаваме, буквално да се преплавиме од нови и нови работи кои што ги ставаме како би биле доволно добри или како нештото би било доволно добро. И ова дури и во графичкиот дизајн веројатно би било така дека совршено е кога веќе нема што да се извади. Нешто друго кое што е многу важно и кое што би сакала да го споделам е дека многу често луѓето имаат ригиден патерн на размислување, па така да размислуваат се или ништо, црно и бело, или е совршено или е никакво. И ова мислам дека може да се појави кај личности во одреден период од животот или пак кај некој едноставно да е малку понагласано. Забораваме дека животот има многу бои и дека нема неуспех и совршенство, туку некако се е во една градација, се може да си има одредени оценки и дека не мора сите да бидеме десетки или петки, можеме да бидеме двојки, тројки, четворки и така натаму. И овој начин на ригидно размислување е нешто кое што многу знае да одземе задоволство во животот и многу знае да го нагласи перфекционизмот, што значи само бидете внимателни дали кога нешто правите, ја гледате само лошата страна или пак само добрата страна, или сте свесни за доброто и за лошото. Што значи ако напишете еден текст, дали го гледате само тоа кое што не е доволно добро, само граматичките пример грешки или не знам, значи само некои зборови и така натаму, или пак гледате форма, гледате и содржина, гледате што тоа ви донело и така натаму. Ова е многу важно како би се надминал перфекционизмот и сметам дека и најважниот критериум за да се надмине перфекционизмот е токму ова, промена на ригидното размислување. Значи јас го правам овој подкаст не е совршен.
Многу пати ќе слушнете воздишка, многу пати ќе го згрешам зборот, многу пати ќе заборавам мисла и така натаму, затоа што не ги пишувам текстовите, туку едноставно седам и зборувам. Меѓутоа, ако јас тргнам да го правам совршен, нема никогаш да биде завршен. И ќе треба пиши, бриши, па врати се, па застани, па избриши ова што сум кажала, па треснав глупост тука, па кажав жаргонско нешто и така натаму. А ќе заборавам дека можеби на крајот на оваа епизода еден човек да се освестил и да сум помогнала е подобро од ништо, односно не одам на тоа дека ако јас имам неколку грешки ова е ништо, туку сакам да ја гледам вредноста, затоа што во 30 минути јас сум кажала многу, нешто што некој можеби ќе му треба многу време да го прочита, многу време да го најде и така натаму, а во 30 минути на некој може да му промениш живот. Сега, секако дека постојат многу тактики за перфекционизмот. Јас ќе споделам нешто кое што односно ќе споделам една книга која што мене ми го променила животот и сметам дека многу малку книги може да го направат тоа. Јас не знам, имам прочитано премногу книги и стручна литература, меѓутоа еве и одличен раст и развој, но оваа книга кога ја прочитав, за мене беше конкретно за перфекционизмот. Значи, беше вау момент и сметам дека доколку сакате малку повеќе да дзирнете во ранливоста, во тоа што го имаме ние како луѓе во нашите imperfections, да кажам, не знам, неперфектни, веројатно би било на македонски работи, ви ја препорачам The Gifts of Imperfection од Брене Браун. Лично Брене Браун ми е една од омилените авторки за кога станува збор за книги. Daring Greatly беше првата книга која што ја прочитав од неа и исто така многу ми помогна, меѓутоа таа можеби не толку за перфекционизам колку The Gifts of Imperfection не ја имам најдено на македонски. Ако некој сака да ја добие во PDF, нека ми пише, затоа што мислам дека ја имам и ќе му ја пратам на мејл. Ако ја најде во тврда со тврда корица би било супер, меѓутоа Брене Браун дефинитивно многу ми помогнала. Така што на секој кој што се бори со перфекционизам и кој што сака да излезе од ова, кој што сака малку да некако гледа во срамот, гледа во стравот, гледа во ранливоста која што ја имаме сите како луѓе, ја препорачувам дефинитивно оваа книга да ја прочита и мислам дека може многу да помогне. Некои други работи за крај кои што би ги споделила за перфекционизмот се тоа да поставуваме реалистични цели. Наместо да се трудиме да си поставиме многу високи стандарди кои што не можеме да ги постигнеме, би рекла да се поставуваат реалистични цели. Имате епизода за ова на мојот подкаст. А ова е нешто кое што ќе помогне да не се преплавиме и да не се обесхрабриме. Понатаму, друга, да кажам, препорака е да се практикува себе прифаќање, односно да научиме како да се прифатиме такви какви што сме, со сите доблести и мани. Исто така да некако да не заборавиме дека не значи дека ако е перфектно е неопходно или дека не е вредно од нашето време или за нашето достигнување. Понекогаш достигнувањата всушност се токму неперфектни и во тие неперфектни работи стои многу љубов и многу големо прифаќање. Всушност ние се плашиме луѓето да признаеме какви сме, а кога ќе се отвориме за нашата ранливост, кога ќе се отвориме со нашата приказна, за нашите стравови, за нашите мисли, другите дури и многу повеќе може односно ние можеме многу повеќе да допреме до другите, затоа што и тие конечно се чувствуваат охрабрени да зборуваат за себе и за тоа што се случува внатре во нив. Понатаму, друга препорака е да се фокусирате на процесот, а не само на она кое што е резултат. Затоа што кога се работи кон одредена цел, поентата е да се фокусираме на процесот, а не само на целта која што се остварила или не. Затоа што ова е она кое што ни помага да си ги цениме и малите чекори и прогресот што сме го направиле, како би чувствувале задоволство и понатаму мотив да продолжиме. Многу важна препорака е да учиме од нашите грешки, па наместо да се
во наводници тепаме себе си, да се критикуваме себе си, да се понижуваме себе си за нашите грешки, убаво би било да научиме од секоја грешка да гледаме можност и што е оно што не научила и како може понатаму да се промениме, како би биле подобри, односно како ова препорака е како може да се гледа она позитивна страна на перфекционизмот, а не само негативниот каде што едноставно престануваме веќе да чувствуваме било какво задоволство. Исто така би рекла да ја предизвикуват да се предизвикате себе си оне внатрешен критичар кој што го имате, затоа што перфекционизмот најчесто силата ја зема токму од тој внатрешен критичар кој што си го имате или тој глас во вашата глава кој што ви кажува дека не сте доволно добри. И мислам дека доколку се пронајдовте тука, време е да се спротиставите малку и да разговарате малку повеќе со тој глас, како би можеле да го промените или стишите. И секако, можеби најважната препорака е да практикувате добра грижа за себе, затоа што кога ние се грижиме добро за себе физички, емоционално и ментално, тоа е оно кое што ни помага да изградиме подобра резилиентност и подобро да се носиме, односно да се справуваме со стресот и со стресните настани во нашиот живот. Значи, ова може да значи добар сон, добра исхрана, добро физичко здравје во смисло движење или вежбање редовно, активности кои што се во природа и кои што носат радост и релаксација. И секако не заборавајте дека да се надмине перфекционизмот е процес, може да бара време, може да треба многу и некако да се посветите како би можеле да си ги трансформирате, да ги промените овие патерни, овие шаблони на размислување и однесување кои што ниту сте ги стекнале преку ног, ниту пак ќе ги раскинете преку ног, така што бидете трпеливи со себе си, продолжете со мали чекори, како би можеле да постигнете едно себе прифаќање и раст и развој. И повторно за крај само ќе ве потсетам да бидете трпеливи, да бидете нежни со себе и да не заборавите дека ако не сте спремни тука и сега да менувате, да нека да си запишете што сте виделе, што сте освестиле и потоа кога ќе бидете подготвени да влезете во една промена, во една трансформација, да го направите тоа. Уште еднаш за крај, книгата од Брене Браун, на сите ви ја препорачувам и мислам дека може многу да ви помогне. Ви благодарам што останавте до крај на оваа епизода, се слушаме во наредната.